Еве вака, за почеток да ви се представам, јас сум Јована Рилак, доаѓам од Штип и би сакала да изразам голема благодарност до организаторите за можноста да бидем дел од ова конференција и вака онлайн. Мојата денешна презентација е на тема Библиотека Нув Гоце Делчев и културно наследство, состојба и дејности и преку неа ќе прикажам како библиотеката во Штип придонесува во зачувувањето на културното наследство и со какви предизвици се соочува. За почеток нешто за нашата библиотека. Библиотеката Гоце Делчев од Штип има долга традиција како културна и образовна установа во градот. Нејзините почетоци датираат од 1872 година, кога мештаните со доброволни прилози од своите лични библиотеки ја основале првата читална дејателност. Во 1946 година основана е Народната библиотека Гоце Делчев со мала збирка од 1000 книги и еден вработен. Во 1960 година библиотеката била прогласена за матична институција на општината. 64-та со закон е прогласена за депозитна библиотека како една од трите библиотеки во државата. И откако со години работела во ненаменски простории, официјално добила нова зграда на 4 мај 1978 година, а на 13 март 2013 со одлука за недвижно културно наследство, зградата на библиотеката добила статус на заштитен споменик на културата. Со основањето на Универзитетот во Штип, библиотеката морала да ги задоволи потребите на студентите со формирање универзитетски одел, со читални и стручна литература. Затоа во 2011 година е преименувана во Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Кога се дискутира за библиотечката граѓа како дел од културното наследство, потребно е прво да се тргне од законските дефиниции што ја одредуваат нејзината природа и значење. Законодавната рамка во Македонија содржи јасно дефинирани појми поврзани со движно културно наследство, па така според Законот за библиотеките, член 2, библиотечен материјал што е утврден како библиотечно добро и реткиот библиотечен материјал кој согласно акт за заштита е прогласен за културно наследство е под посебен правен режим на заштита како културно наследство. Според Законот за заштита на културно наследство, член 2, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои како израз и сведоштво за човековото творештво во минатото и сегашноста или како заеднички дела на човекот и природата, имаат културно-историско значење и за нивна заштита и употреба подлежат на правен режим согласно овој и други закони. Според истиот закон, како движно културно наследство, библиотечните добра се дефинирани во член 21 на следниот начин. Библиотечни добра се стари ракописи што се однесуваат на Македонија и стари ракописи на други јазици и од други култури во Македонија, што потекнуваат пред крајот на 19 век. Инкунабули, постинкунабули, печатени до 1530 година, први изданија на книги од преродбеници и печатари или печатници во Македонија, стари карти и атласи на Македонија до 1913 година, посебни библиотечни целини што потекнуваат од просветни, културни, научни, верски и други институции во Македонија до крајот на 1946 година или што се издадени до тој период, а се однесуваат на значени историски настани во Македонија. Штипската библиотека со своето постоење и работа представува важен чинител во зачувувањето и негувањето на културната меморија на заедница. Во продолжение ќе ја видите реалната состојба, активностите и предизвиците со кои се соочува библиотеката во овој процес. Конзервацијата и реставрација на стари ретки книги во библиотеката првпат се појави во 2002 година. Од тој период до денес се реставрирани околу 25 книги. Со години се поднесуваат апликации на јавни конкурси на Министерство за култура во областа на културно наследство со цел да се обезбедат финансиски средства за откривање, реставрација и соодветна заштита на ретки збирки, но овој тип на проект не е меѓу приоритетите. Треба да се напомене дека во Република Македонија Национална и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје е одговорна за организација, координација и дигитализација на библиотечниот материјал и библиотечното добро,
во согласност со меѓународните и националните стандарди, упатства и технологии на ниво на целата држава, согласно Законот за библиотеките. Исто така единствена државна специјализирана лабораторија за конзервација и реставрација се наоѓа токму во таа библиотека. Во 2016 година за прв пат се оствари посета на библиотеката од страна на представници на турската владина агенција ТИКА, кои беа вклучени во процесот на откривање книги напишани на отомански јазик. 150 евра во 2017 година за прв пат беше подржан проект од областа на библиотечната дејност со наслов Ревалоризација, детектирање и афирмација на трите ретки збирки што се чуваат во НУК Гоце Делчев Штип, кој имаше за цел да ја открие горе споменатата граѓа и да направи класификација на ретката колекција, откриена од експерти медиевисти со надлежности за утврдување на староста, реткоста и значајот на книгите. При општата детекција е утврдено дека меѓу значајните збирки се стари книги со ретка вредност од 18 и 19 век, стари книги со ретка вредност од почетокот на 20 век, стари книги на отомански јазик од 13 до 18 век, учебници од почетокот на 20 век, старопечатени книги и архивски примерок. Тие се пишувани на македонски, старословенски, отомански, бугарски и српски јазик. Збирка не е голема, но е разновидна, моментално брои над 100 книги и не е пребарувана во кооперативната библиографска база на податоци, бидејќи се уште не се сите прецизно идентификувани, додека повеќето од нив чекаат конзервација и реставрација. Како завршна фаза на проектот, направена е изложба на факсимили на стари и ретки книги, кои датираат од 13 до 19 век во библиотеката во Штип. Интересно е да се напомене дека Штипската библиотека чува словенски црковен ракопис од 18 век, молитви кон Мајка Богородица, и забележувајќи ја неговата важност, направено е фототипско факсимилно издание како дел од книгата Единствениот ракопис во Штипската библиотека, која е достапна за јавноста и понатамошни истражувања, а според сознанијата на авторите се смета за уникатен ракопис во Македонија. Старопечатените книги, заедно со првиот библиотечен регистар, представуваат клучни артефакти што ја потврдуваат историската и културната улога на Штипската библиотека. Изданијата потекнуваат од периодот од 1860 до 1945 година со вкупен број од 1839 книги. Овој тип на регистар е исклучително користен од повеќе причини, представува прецизен писмен запис за сите старопечатени книги што се чуваат во библиотеката и помага за идни научно-истражувачки работи. Достапен е за јавноста и се наоѓа во роднокрајното оделение. Јована, многу ви благодаря. Само уште само заклучок. Само уште заклучок и готово. Да, приклучени. Да. Анализата на моменталната состојба покажува дека движно културно наследство не е доволно заштитено и презентирано на пошироката јавност. За библиотеката да исполни својата улога како чувар на идентитетот на еден народ, потребно е да се поработи на повеќе сегменти, бидејќи секоја книга заслужува да биде зачувана за идните генерации, заслужува внимание, достапност и афирмација, потребно е континуирано вложување во конзервација и дигитализација на вредната граѓа со цел нивно трајно зачувување. Исто така, неопходно е вклучување на локалната заедница во целиот процес, што може да придонесе за подигање на свеста за важноста на културната меморија. Конечно, потребно е да се обезбеди јасна стратегија, поголема финансиска и професионална подршка, што ќе овозможи на библиотеката надминување на постојните предизвици. Со сите овие чекори, библиотеката ќе може дословно да исполнува своја улога како промотор на културно наследство. Ви благодарам.